Последната 13-та бомба која објави опозицијата во фокусот на вниманието го повторно го отвори прашањето за објектот Космос на Фијат Цановски. Фијат Цановски е денеска гостин во студиото на Нова. Господине Цановски, добро дојдовте во студио на Нова и моето прво прашање како се чувствувате после сите објави и она што го разговара министерот Ракиевски со неговиот шеф Груевски? Добар ден на вас и до гледачите на телевизија Нова. Значи, ова е втора бомба. Петтата бомба беше за Космос и ова 13-та бомба беше за Космос. Како може да се чувствува еден човек на кој што му се направени десетици милионски евра на штета? И плюс, згора на тоа, кој ќе види и со своји уши, кој ќе слушне како тие што наредиле рушење, со какво задоволство и со како се смеат на сето тоа, секој човек би се чувствувал многу лошо и верувајте, овие 2-3 дена ми е многу полошо него и во моментот кога го минира Космос. Во интерес на информирањето и на јавноста, може би не ви е пријатно, но јас сепак би сакал да го слушнем уште еднаш дел од тој разговор меѓу Груевски и Ракиевски. Не. Моја. Што правиш? Комисија во немеште. Кај си ти, у кој дел на градот? Добро, влада баш глава Кештани. Добро, Да. Беше овој сега? Добре. Бај ги исплаша. Бај ги, значи не сум го видел ваков до сега никад. Овој, добро? Фијат. Да, ми текна. Госте си испука, се документи ми извади, вика се оправо, да не знаеш, вика, зашто вака е, пред месец дена ти си подпишал нешто, па некоја поправка требало, а сега за поправката чекаме месец дена, не знам, викам, не сум во тек целосно, ќе провериме, сигурно, викам, има нешто, ама нема, ја прашав таму вработените, и отприлика од околу му кажав културно, што се забелешките за него, дека го нема жив таму да се појави. И викам, знаеш, другото, викам, се не ти зборам, што овака се збори. Ама викам, тоа не значи дека човеков ради тоа, викам, не ти дал, него сигурно има, викам, некоја техничка проблем, викам, некој не. И почна да се правда за тие две работи. И на крај му реков, викам, ќе поразговарам со Миле да видам што се проблемите, па ќе ти јавам вечер. Молим те вечер да ми јавиш, утре ми е Рамазан, мирно да спијам вечер. Не можам више да спијам. Ми се виде стварно многу исплачен. Дури жал ме фати во еден момент, да ти кажам. Ваква не? Вака го немам видено никогаш за сега, а и ретко кој вака исплачен ми дошол. Молим те, што сакаш да правам тоа, ако сакаш велија да го довлечкам, дај да ви организирам сведба, јас стварно немам со него. Ни бизнис, ни сакам да имам бизнис. Децата ни се сега заедно, може нема да бијат, ностоп се караат. Молим те. Ке ни го смета како услуга. Ке ни го смета како услуга. Ке ни го смета како услуга, да. Сега ти треба да смислиш причина зашто си го држал. Нешто да му помањам, не мора у детали да му кажам. До вечер, ја му реков вечер ќе ти се јавам. Не, одма ќе ви кажам, значи, демек сгрешиле службите, правеле анекс, и јас сум го пуштил во катастар да го проверат до крај. И катастар демек утре ќе ми одговори. Така сум ви рекол. Сгрешите службите и си го пратил у катастар. Види. Да, значи официјално нема ништо. Не, добро, си го пратил ти у катастар, така? Неофицијално катастар да оправда, зашто сум биле чудни и онакво и сум чекал од катастар. Од катастар си чекал до... Да, неофицијално. Да. Неофицијално си го пратил, Да. Добро, тоа е добар изговор, окей. Зашто ги сгрешиле квадратурите, сум сакал да ги проверам квадратурите, така натам и така. Он сакаше сега сведба да прави со Велија. Ја му рекол ќе размислам за тоа. Мислам дека сега Велија Редара и сака да направи сведба. И некам да ми рачуна дека заради Велија се завршила работата. Дека си го рачуна од нас е завршено. Добро излезе вака. Добро излезе, значи не да е посран. Му тече низ панталони.
Добро е што знае дека не сме се ДФК. Не сме и не може каосирање да не решете, знаеш. Овие кои ги ебе, ама ја ќе си најдам поединци и на ваков или онаков начин ќе си ја завршам работа, да види дека сме компактна целина. Така да. И дека кога ќе ја напане целината, поединците знаат да се повлечат 2 чекора назад и да му речат стоп. А ништо не му вараме. Да. Ништо не му вараме. Само за ова за парламент ми се правдаше, молим те да не доаѓа. Молим те, не можам да издржам тоа. Молим те у бизнису, не знам главата кај ми е. Следните избори нема. Ако сакаш следните избори да ти подпишам кој сакаш, нема да се кандидирам. На друг ја дам партијата кој сакаш да кандидирам. Да, ако треба да подпишам нега. Ама моите се озбиле. Тоа беше еден дел од разговорот Груевски и Јанакиевски во кој се разговара за вас. Како изгледаше таа средба на која он премиерот толку се радува? Значи, овие 2-3 снимки што се Претпоставувам дека не лаже дека сте биле исплашени. Пред рушењето на Космос, значи се случува такви притисоци уште тогаш почна да се прават, когаш јас и бев официјално во коалиција со ВМРО ДПВН, кај што ми ја одзема градежната дозвола. Мислам, то невидено е никаде и нема можност да се одзема, но тие измисли, пишувало во проектот Видиковец, не треба да пишува Видиковец и си ја одзема дозволата со цел да ме држат притиснат и да слушам, да бидам послушно војниче, како што на крај беа сите пратеници. Велија е веќе во затвор, Тука се уште работи. Значи, веројатно после влегувањето во А1, ова се случува, затоа се пак поминале 4 години, тачно за датумот не можам да се сетам, но знам дека беше зимата. И вие одите кај него со каква документација, спомна документа? Проектот е документација, одобрението за градба. И викам, на кој основ, зашто може да се одземе дозвола, градежна? Мислам, никој не може да ја одземе, дури и може да ја одземе градоначалникот како што одзема, но треба да ги плати одма штетите и кривична пријава добива. И затоа тие се вадат во целиот тој разговор да не јаде кривична пријава градоначалникот и Значи тоа е откако градоначалникот ви ја одзема од кога ја одзема градежната дозвола. Значи, и тука нема никаков основ, спремен нема никаков основ. Јас во тој момент имав изградено веќе и гаражите излезен од горе. Со градбите. Значи, ако требало да најдат, требаше тогаш исто да дојдат на лице место, да најдат проблем на објект дали е изграден, но тие не дојда, никој не дошол, не се појавил на објекта, викат градиш незаконски. Никој не дојде. Ја тврдам, ево, значи првото доаѓање на објект беше на таа инспекторката ненадлежна во мај месец, не знам, 20 и некој мај. Тоа беше пред изборите, 15-20 дена можда пред изборите, прв пат стапна на објект инспектор. Откако веќе И пред да се одземе и откако се одзема, значи прв пат инспектор стапна, викат градиш незаконски. Да. Од кај градам незаконски? Врз база на што не Кога вели дека ќе му го сметале тоа Има ставено дека пишувало во проектот Видиковец, а во законот не можеле да најде дека Видиковец стои, тој ресторантот што е горе. Па крсти го како сакаш ако не е Видиковец. Второ подкровие или било што, ме разбирате. Јас не сум го подпишал проектот, го подпишал урбанизмот, началникот за урбанизам, го подпишал градоначалникот. Тогаш може да каже, немој да ставаш со име Видиковец, стави нешто друго. Ресторант нека се вика не Видиковец или било што. Разбирате, и тоа само да се бара било што. Која му ја презентиравте документацијата на Груевски? Како реагираше тој? Како да реагира кога тој нема поима од градежни планови, мислам. Човека не знам јас. Не знам, мене ми рекоа моите дека има нешто. Да, така. Дајте, ево јас имам документација дека нема ништо. Дека е све чисто. Тврдам дека не е чисто. Кога вели дека вие ќе сметате дека сте му направиле услуга, имаше можност да се договорите да не се руши или да ви се врати дозволата? Значи, ова е пред рушењето. Гледам, јас и стварно не ми беше јасно зашто ја одзема дозволата. Значи, стварно и сега не ми е јасно зашто ја одзема дозволата. Тоа е само политички притисок беше, пошто јас, кажувам, бев уште во коалиција со нив. Да не помислам, да правам било што и да се тргнам настрана. Ова е точи пред изборите, пред изборите, значи после изборите веќе рушеа.
Али јас сепак, значи, тоа беше само да кажат дека не можеш ти да се тргнеш од таа целина, ево и по разговорите, компактна целина, значи во парламентот, со сите тие опозициони, со сите партии што се во коалиција, но јас не бев на избори со ВМРО, јас во 2008 година сам се излегов, не бев во коалиција, па да ме извадело ВМРО да помине и коалицијата, и како и во 2006. Така да мене не можеше никој да ме држи, можам да си правам како што сакам, дали излегувам и не излегувам. А беше потребно да се гласат некои двотретински закони, кај што им бев потребен, како единец, и тука се тие притисоци што се направи уште јануарот. Јас кога видов дека на крај јас уште од јануарот имав одлучено дека се тргам од таа коалиција. Но ме држеа 3 месеци со дозволата беше одземена, кај што ми направи тогаш големи штети. Знаете, стотици луѓе и тогаш работеа, мораше да ги тргнеме од работа, да правам конзервација на градилиште, деконзервација на градилиште, значи одземена дозвола. Од што бевте толку уплашен, што му оставило таков малку чуден? Како да не бидам, кој нормален човек не би бил уплашен кога претходно само месец дена апси све, негови блиски ми кажуваат дека пази што правиш, или ќе ти најдам нешто, ќе ти било што, не знаев што тогаш. И како да појдам, некој те стопира со, значи, комплекс кој има 100.000 квадрати, градба, кај што има цела механизација, стотици луѓе работат. Колку има инвестирано од тоа? И во моментот имаше инвестирано сигурно неколку милиони евра. Тврдам, значи во моментот веќе инвестирани неколку милиони евра, и плюс земјиштето купено уште неколку милиони евра, преку 10 милиони евра во моментот инвестирани, некој те стопира, вика не може повеќе да градиш, ти ја земам дозволата. Значи, како може да биде нормален човек неуплашен? Кога ви се јави вечерта? Кога ви се јави ли воопшто вечерта? Да, ми се јави таа вечер, дека ворете, утре попладне, појди, Миле ќе ти го даде решението, дека ти се враќа дозволата назад. А значи, ви ветуваа дека ќе ви ја вратат дозволата назад? И затоа кажува, и ми ја вратија тачно после гласањето од двотретинска, се не можам да се сетам зашто се гласаше дента. Другиот ден ја пратија кај градоначалникот, го измислија дека градоначалникот направил грешка и ја враќа градоначалникот, пошто градоначалникот ја зема жалбата, прави за Министерство за Значи тогаш ви ја враќаат во јануари. И потоа ми ја враќаат во март, после 3 месеци беше. Ова е снимките се од почетока, траеше до 3 месеци, не работев јас. И потоа рушењето следува неколку месеци пак подоцна, откако они ќе видат дека вие водите по вратија дозволата. И после некој време веќе почне припреми, се објави дека ќе има пред времени избори. Јас официјално излегов од коалицијата со ВМРО да помане и реков, одам понатака со други политички опции, како што и тогаш решаваат на рушењето. А после, значи не решава ништо. Тие не остави, ја дури знае дека решават. И јако имав од некои луѓе блиски до нив кои што ми рекоа ќе те терат, ќе ти направат нешто пак. Јас се викам, па што може да направат? Едно ќе зема дозволата ја вратија, се не може пак да ја зема дозволата. Значи, тие се почувствувале, да речеме, изневерени поради тоа што ја вратиле еднаш дозволата, а потоа... И викат да направиш. И од тој момент, во тие 3 месеци до изборите, јас изградив уште 35.000 квадрати. Знаете колку се 35.000 квадрати? То се уште неколку милиони евра инвестиција. Многу милиони уште евра инвестиција и одма следниот ден после неколку дена после изборите, знаете, кога се одзема веќе дозволата на А1. Така. И само после неколку дена на избор на влада добив решение за да го отстранам објектот во рок од 3 дена. 40.000 квадрати во моментот изграден. Во рок од 3 дена јас се чудам, викам зашто да го отстранам, по кој основ? Вика, повисоко ти е кота, од кота 0, 1,43 м. Значи, измислено, али не им држи вода. Знаете зашто не им држи вода измислено? Затоа што кога добиваш градежна дозвола, сите го знаат, на обична куќа шуба да правиш, треба урбанизмот да ти даде коти како да го поставиш објектот и кои е вертикални, кои хоризонтални линии да ги земаш. И сега да појдете, и тогаш немаше проектирани улици. Значи, тие не можеле да ми дадат кота 0, за да можам јас да го поставам, и јас им прашам, викам, па кота 0, па вика, види, оди по законот како се поставува кота 0. И јас си одам по закон како се поставува кота 0 на објектот. По закон, и тоа го тврдам и пак го тврдам и тоа ќе го добијам. И го докажав ни на анкетните комисии со вештачење од градежен факултет, од професори кои што го носеле закон. Земаш од влезната улица тротоар,
кота нула и до тука си така. И добиваш. Јас сум така си градев. Нити ми требало 1,43 на 60 метра висина, зашто ми требаше 1,43 плюс да направам нешто повеќе. И така градам. Доаѓат инспекторката, кажав дека во мај дојде и дојде одма после изборите. И вика, вие требало да земате кота нула од булеварот, кој што не е проектиран, кој што нема коти. Во меѓувреме Кој треба некогаш да се да прави. се гради. Да. Кој што треба Во некоја иднина. Во некоја иднина во рок од 5 години по закон да го изградат. Јас викам, кој булевар, кога булеварот не постои, од кај да земам коти? Викат, вие по проектот, зашто во проектот мора да се стават некои коти, во проектот проектантот става релевантни коти, некој мора коти да измисли, мора да стои некои коти. И викат, ние одиме по проектот, вие имате релевантни коти, па викам, тоа се релевантни коти, измислени коти затоа што немало проектиран булевар. И на тој основ за ништо го рушат. Викам, ајде добро, да имав направено гаражата да била 1,43 м повисока, па да била 4 метра направена, да ја искористам за деловен простор и било што, ама по проект е изградено 2,70 м како што е по проект. Или ми не ми требало да направам повеќе. Или, знаете кај е проблемот, било кој градежник го знае. Котата не се мери ни и да има тротоар. Кога се добива дозволата и на дозволата пишува, од кота нула до Венец имам право да градам 60 метри. Така е во мојата дозвола. А се мери од кој ќе се направи тротоарот на зградата, значи кој ќе се заврши зградата и до Венецот на зградата 60 метра. Ако има 62 метра и 40 сантими, ќе рече, чека, имаш ти 1,43 м повеќе горе. А јас уште 10 спрата требаше да градам за да дојдам до таа висина. И тогаш ќе вика, добро, скрати го еден спрат, руши го, како што праве во градскиот зид. Што ги натера еден спрат да ги гради. Ама јас не дојдов до таа висина за да може да направи кота нула. И сега што се случува со зградата? Да ви кажам, се уште рушиме темелната плоча. Уште се руши. 3,5 години полни рушиме. Значи рушиме, пошто објектот се минира, не беше за употреба. Што е барањето да се сруши целиот објект? Јас До по барањето, по решението за рушење, викат до кота нула се сруши. Го срушив до кота нула до пред година и пол. Зашто тоа оди со тешки машини, тоа оди многу тешко, знаете, има околу куќи, не може да оштетиш било што. Го рушам до кота нула. Ја викам инспекторката, ненадлежна, и за тоа би сакал да кажам неколку збора. Да даде записник дека сме постапиле по решението за рушење до кота нула. Дека е изрушен. И доаѓа, вика, не можам одма да ви дам одговор, чекаме 10-15 дена и носи решение, вика, да се отстрани и гаражите. Урбанизмот иначе не е надлежен подземно. Тој е под земји више, не е од кота нула. Под кота. Вика, доколку не можете да градите. Ги вадам и тие две гаражи, тоа се околу, знаете, секој спрат најмалку по 1 000 000 евра кошта, пошто тоа е голем објект. И ме терет да ја вадам, викам, окей. Ја викам повторно, вика, треба и темелната плоча да се вади. А таа има десетици илјади кубици само бетон или преку 1000 и неколку стотини тони железо. И сега и тоа го вади. И сега тоа го вадам, при крај сум. Тоа се уште 2-3 милиони евра штета. Значи и дозволата ми важи за градење. Колку ве чини рушењето? Па да ви кажам, рушењето тие го минираа со некоја дива фирма од Белград, знаете, не може да го срушат, тој ево, ви кажав 3,5 години рушам. Знаете ли камионџијата багеристот кој одбил да руши? Не го знам, не ги знам. Јас пошто не се расправа со самата градба, пошто други ги воде работата, директорите мои. Би сакале да го најдеме тој херој кој пружил отпор, тоа чисто за информација наша. Така да рушиш и темелна плоча да вадиш и све, дозволата за градба ми важи, пошто после тоа видите што прави градоначалникот, пошто имав на рати плаќање на комунали, на 24 рати, тој излезе тоа, ако руши нема платено комунали, вика, делот, не сум плаќал ратите по ред. Викам, чекај, како да плаќам за тие 3 месеци кои сте одземале дозволата, јас немам дозвола, немам основа да плаќам рата за комунали. За тие 3 рати не сум ги платил, а тој тогаш излегуваше дека не се платени. Одма после тоа, после 15 дена, ми активираа хипотеки, пошто за да ти даде некој на рати, мора да му дадеш гаранција. Кај имам плацеви на водно од 8.500 квадрати, ексклузивна зона и некои други плацеви бе дадени, која направија тие проценка на 11 милиони евра. Јас имам во моментот платено рати негде околу 750.000 евра, како што доаѓа, и требаше да наплатат уште 4,5 милиони евра. Ти одма активираа хипотека,
Одма отидува на продажби и ја спуштија цената за 70%. И наплати од 11 милиони евра процената вредност, за 4,5 милиони евра си го зема општината и градот тие атрактивни локации. Каде се знаат точно тие локации? Па едната локација е наводно кај што се сега овие ударни бомби од другата страна граничен со председателот на државата, нели таму со неговата ограда сум, тоа е 8.500 квадрати и плюс имаше можност за доформување, или тоа на физичко лице беше плацот, кај што беше спорт и рекреација и кај што имав планови да направам добри тениски терени, базенти, така беше по проектот. Таа ми ја зема локација и близко 2-3 градежни парцели тука во градот. Значи, тоа се истите плацеви кои сега се Груевски зборува како... Не е тоа истиот плац, не е истиот плац, да, али од иста намена беше, спорт и рекреација, како што слушам сега дека овие плацеви, мислам дека спорт и рекреација. А вас ви одземен? Да, уште тогаш ми го земаја, одма за комуналите. Колку ве чини изградбата и рушењето на Космос? Значи, ме прашате рушењето, ево верувајте со документи, значи, од се тие што минира, само да се острани објектот, да се острани, уште остранувам, пошто е околу 1,5 милиони евра ме кошташе остранување на објектот. Значи, самото рушење. Што уште ми направи управата за јавни приходи, на жалост? Таа доаѓа претходната година и вика на целиот објект, таму се 50.000 тони бетон беа веќе ставени, тоа е многу, мислам, веќе 40.000 квадрата е кручината, тоа се неколку стотини станови веќе да речем изградени. И вика да платам ДДВ на све тоа што сум струшил 18%. Значи на тој 1,5 милиони колку што се платили? Не на 1,5 милиони, на инвестицијата што сум ја направил. На целата? Да. 900 се рушењето. Со 900.000 евра да платам ДДВ на тоа што сум на вградените материјали. Има основа законска? Как и ни законска основа има, нити уставна, нити никаква. Обжаливте? Затоа што обжалив и експресно ме одбија во Министерство за финансии, нели второстепен орган е. Сега имам жалба до управен суд, али тоа е сега, пошто најново, и убеден сум дека и така и таму така ќе помине. Пред да ме прашам... Знаете, не може да му бараш на некој од ДДВ, јас ако сум ДДВ обврзник со фирмата, плаќам материјал, го плаќам ДДВ-то и после месец дена, дали е на месец или на 30, го враќаш. ДДВ-то е на фирмата, а крајниот купувач го плаќа комплет 100% ДДВ-то. Значи, то ДДВ е мое, ако ќе продадам станот, тогаш ќе оплати купувачот. А зошто сега ме тера да платам ДДВ на уште еднаш? Да. Ме разбирате, то не е нормално, не може да сватате и адвокати викат, како може да ти бара уште еднаш ДДВ, и по закон и по устав не. Пред да поминам на вашата судска голгота, уште малку за личните релации со Груевски, а доколку го видите сега, се видите со него, што ќе му кажете после ово? Ја не би сакал да се видам. Мислам, зашто би се гледал после себе ова. Јако некој работи, ето јас мислев да свето заборавам, да свето тераме како што треба, али после себе ова иронично смеење на него, па и на Милеја на Киевски, кој, да ви кажам, сум го стипендирал на фон на постдипломски студии да не плаќа кај мене. Ево, прв пат го кажувам тоа. Доаѓал дома, сум му бил на свадба, и тој измислува, например, му вика, ќе измислам јас нешто да му најдам било што. Со што сум му направил лошо, јас да направи таква работа. Пример, ако сме биле куќни пријатели, па и да најде нешто треба да помолчи, а не да измисли нешто да најде. Така да не би сакал да се видам. Мислам... Добро, обжаливте, изгубивте на колку инстанции? Значи... Обжаливте рушењето? Имам повеќе тужби. За одземање на дозволата во 3 месеци со тие конзервации, продадени станови, непродадени све. Имаме пресметки и го изгубив на судот со образложение дека објектот бил дива градба. А се работи за одземање на дозвола. Како е дива градба кога дозволата е вратена? Ви е вратена. И тоа го имавте официјално како документ. И адвокатите се смеат викат, тоа се деца судии, мислам, кои што се дојдени сега. Кој беше судија? Не ги знам имињата, пошто адвокати тоа да немам нерви да одам. Ти враќаат и викат тоа е диво градба, а ти тужиш затоа што ти е одземена дозволата и ти е вратена. Како е диво градба?
околу 5 милиони евра штета. Имавте со проценители. Судот во Ова првата инстанца апелација. оцени дека е диго градба. Да, И и во покрета апелација пената- го потврдуваат и сега во Врховен суд имаме за таа тужба. Имаме тужба, замислете, таму имаше изведувачка. Врховен нема одлука. Нема. Од- Тоа е од сега, кога тоа е чека? сега пратив пред месец-два до Врховен. Добро. Кога беше рушењето, ако се сеќавате на првите разговори, кај што доаѓа таа судиката со налог, Да. не знам ни како се вика, нити ја знаев, ние пративме налог од Се споменува на од соборите, изведувачката фирма, не од инвеститорската, изведувачка фирма вика добро, објектот се руши, почнато рушење. Дозволете ми да си ја земам опремата од таму. И судиката доаѓа со налог да влезе, да дозволи да изведувачката фирма да ја собере целата опрема, Да. комплет. И не ја дозволија, видовте и самите и на снимките се гледа, не ја дозволија на судиката со налог да се влезе таму и да се стопира 2-3 дена, за да се повлече се цела помни, опрема, која што направи околу 70 милиони денари штета. Тоа е со проценители официјални со снимки и со слики. И за тоа се поднесува тужба на суд и истата одлука судот носи вика бил дива градба. Што е крив? Што е крив Изведувач. изведувачот? Тоа е друга фирма. Тоа е значи. друга. Да. Значи, али добро, и таму сум јас газда во другата изведувачка фирма, па затоа е свето поврзано. Да. Значи, тоа е толку нелогичности, толку тие судски пресуди се како деца да ги пишувале, уствари се понаредно. Мислам, затоа и не верувам воопшто во судството. Јас гледате и извештаите, секој се повикува на судството. Значи, јас сум гостител на моја кожа ова судство. Значи, со сите предмети, такви одлуки се, еден ден ќе се прочитаат тие одлуки, ќе се видат. Очекувате ли дека Врховен суд после објавата на овие ситуации и разговори дека сепак има некоја дилема барем како да пресуди? Не знам, јас главната тужба што ми е за големите штети е до Страсбург. Експресно ме одбит, пошто Тоа е веќе испратено. пред 2,5 години. Како испрати? Зашто испратите Значи, службено стан со оглед на не, тоа што ова ви не може да кажуваме дојде во Страсбург? за уназад пред рушењето се тужби, затоа што се правили пред рушењето штети. Аха, да, добро. Значи, за предрушењето веќе имате испратено во Страсбург. За рушењето има во Страсбург, за предрушењето само овде. За штетите, за одземање дозволи, за опремите на фирмите се овде. А за Страсбург е главното рушење, главните материјални најголеми штети. таму Тоа прво што се во оде- Страсбург отиде да разјасниме. Веќе и на Врховен суд падна. Не, значи ако тужите за такви Добро. решенија што се носат, тужба се поднесува до управен суд. Така. Тоа е веќе пред управен суд. Управен суд експресно донесе одлука дека се одбива барањето Вашето да се барање. Да. И Виш управен суд експресно донесе одлука. Веќе знаеме дека судиите кои се таму и дека се свето поврзани судии со назначени како да донесат одлука. И тие одлуки се смешни, мислам, кои што викат не држат вода. И после немате право на Виш управен суд е највисоката дистанца, немате право на Врховен суд. Него имате право до Страсбург. И тие пресуди што се за големите штети се во Страсбург. Јас си донесав вештаци од странство, од Политехнико Милано ми вештачеше, тој е најдобриот универзитет. Вештачија што? Значи сите штети Целата што процедура, да, сите штетата. штети што ми се направени од рушењето, од вградени материјали, од изгубени добивки, од сите штети комплет и целокупната штета која е процената е на 67 милиони и 800 илјади евра. И вие со таа документација отидовте Со во комплетното Европскиот вештачење, суд. со комплетното документи што ги имаме тука законски наши кои што се е предадено, тоа е големи папки се со документи, е предадено во Страсбург и апликацијата уште тогаш, ако нема никаков основ Страсбург или ја прифаќа апликацијата или не, или ја одбива. да. Апликацијата уште тогаш не ја прифатија и се чека пресудата. Значи, Веќе е отворена расправа во судот. да, и се чека Очекувате пресудата. наскоро. Да, многу брзо. И ако, Овие снимки ако ги е пратам. позитивна за вас, во ваша корист, државата ќе треба да ги врати тие 60 до 10 милиони. Значи, ние не бараме да дојде на повторно судење, пошто знаеме дека јас таму одам дека човековите права како политичар, како личност тужам, затоа што сум газда на фирмите и тужиш како личност. Фирмите немаат право во Страсбург да тужат, али тужи газдата. Значи, мене ми е направена сепак крајната штета. Треба да се донесе пресуд, јас ги пратив и овие снимки што беа претходните.
Денес ги пратив и овие новите снимки Во во Страсбург. Тие ги ми потврдио таму дека ги примиле, значи тоа све оди преку адвокатите и имам информации дури пред да ги пратам снимките дека е при крај процедурата за добивање на решение. Страсбург има можност да каже прво седнете, договарајте се колку да ви плати државата, или ако не прифаќам, да оставуваат решението и со решението се оди на наплата. Значи, Од буџетот, да. секако од буџетот, затоа што тужам државата. Така што да, значи, за грешките, ќе платат сите после граѓани. тоа секако дека Да. некој ќе одговара, мислам, дали градоначалникот, инспекторката која што, видете, инспекторката која што го донесе решението за рушење, не беше надлежна по закон да носи такви решенија. Знаете, имавме дебати во собранието, дебата точно за Космос. Да. Таа молчеше, не знаеше ништо да одговори, затоа што по законот, тие го сменаа после 15 дена од дебатата се смена законот, кај што се кажува кој може да врши надзор на големи објекти. Има А категорија, Б категорија, прва категорија, втора категорија, трета категорија, четврта. Прва категорија на градбати се аутопатишта, хидроцентрали, и има специјални значи надзори и инспектори кои што можат да вршат. Не може инспектор кој што нема поима од аутопат да врши инспекција на аутопат. И затоа во законот стоеше. Втора категорија, кај што спаѓа и Космос, може да врши инспектор втора категорија. Тоа се на државно ниво од државниот инспекторат. Значи да врши такви надзори на тие големи објекти, тоа по закон беше. А трета и четврта категорија кај што се мали стамбени единици и шупи, се под надлежност, тогаш бе под надлежност на општините. А таа ми носи општинска вработена, не државен инспектор, во општинска вработена, како општински инспектор носи решение за рушење од втора категорија. Да. А после 15 дена го смена експресно законот дека сега и втора категорија паѓа под општините. Како се снајдовте со пари во цело ова време, после сите инвестиции, кредити, како успевате да... Па јас си знам самиот како е тешко. Прво, знаете, сепак се работи за многу луѓе. Оние луѓе кои платија некои станови во објектот Космос, тие се обештетија или не? Значи, ние имавме во моментот околу 200 договори продадени станови, која дојде до рушење. Секако дека имавме замено и дел средства, некој платил 10, 20, 30% уплати. На сите тие луѓе им благодарам, ево што има и страпление, некои да чекат и година дена и 5 месеци, али во рок од 2 години успеав да им исплатам на сите луѓе оно што сме го земале како аванс. Остана неколку кои што ми се блиски пријатели или роднини кои што немам проблем, ме чекаат, пошто очекува, знаат дека ќе се изгради, пак и од нив немам проблем, али сите други успеав да им вратам средствата. Кога почнувате сега пак со градот? Да се уште рушиме, пред крај сме реков рушиме. Знаете, очекувам, јас сам нема да градам, пошто сепак истрпен сум финансиски. Во овие 3,5 години барав партнери, да влезат неколку партнери, веќе и договори подпишавме и све, на крај некој им викаше тргајте со таму и се и бега. Имам сега еден и сериозни партнери од Турција и кои што биле 50-50 во градбата. И мислам дека во наредните 15-20 дена очекувам доколку нешто пак, не знам, не се случи. Дека ќе почнеме да градиме и да го изградам. Доколку не ќе гледам да го продадам пошто зошто свето, и пошто имам платени комунали, иначе да нема платени комунали ќе се откажев од све. За крај, после се планирате ли да повторно се вклучите во политика? Вие сте многу луѓе вака кога се среќавам после сиве овие бомби, после првата и втора, вајде помалку сега, пошто сега тазе што викаме. И сега сите ми се уват, леле, ќе земаш толку пари, ќе земаш толку пари. На мене не ми е целта да тие пари толку да ги земам. Јас се барам стварно она што ми направиле штета. И тие пари јас не сакам да ги земам за мене. Јас тие пари пак сакам да ги вложам тука. Овде, во Македонија, и да вработам пак луѓе. Значи, не ми е целта како некои странски инвеститори доаѓат, собираат што треба и си носат надвор. Ја и сакам све што тој ќе добијам,
Она што е реалната штета, а ако затезните камати ќе ги поклонам. Мислите ли дека затезните камати, ево кажувам, успеете... има и затезни камати, ќе ги поклонам на сиромашни, на деца без родители, на сите што следуваат. То се мои камати, но нема да ги земам. Ќе ги поклонам на разни институции кои што посебно за деца без родители, сиромашни деца и фамилии. Дали мислите дека за да успеете во намерите да создадете во Македонија клима во која ќе може да ги реализирате вашите бизнис идеи, дека сепак ќе биде неопходен ваш политички ангажман поактивен, повторно, по ова драматично политичко... Видете, во нормални држави, во Западот, богатите луѓе се бават за политика, јасно ви, мислам, нема ни еден сиром кој што... Кај нас на Балканов, може би цел Балкан, не само Македонија, таков е менталитетот на луѓето, ако некој има многу пари, па викат, ово е украл, и сега тој ќе ми соли памет и... Така да мислам дека кај нас нема таа клима за луѓето што имаат можност, што имаат средства, да бидат толку многу во политика. Некако народот сака луѓе без пари да ја водат државата, што е погрешно. Јас ви тврдам, единствен сум од пратениците што пријави све во собранието за 3 мандати. И мислам сум на единствен во 2010 ми направија потекло на имот. Јако бе во власт. Потекло на имот, да се види, да ми најдат дали имам нешто на црно сум работел. Значи, јас имам решение од Управа за јавни приходи дека целокупниот мој имот, кој што тогаш, не знам колку беше, 30, 40, 50 милиони евра, пријавено, све комплет, од игла, па до све. И сум единствен кој што се направиле такви потекло на имот и не секав ништо да скријам. И сега викам, што пак дали да треба да одам во политика, ме прашавте? Дали има смисла да влегувам во политика? Па јас на локалните Изгорени сте, што би премногу. Мојата цел не беше јас да влезам во политика за да нешто направам профит за себе или за моите фирми. Не сум направил, само штета се направи, тоа се докажа. Јас имам поинаква идеја стварно да помогнам со таа политичка партија и затоа одев повеќе локално. По сатовска линија се гледате ли со Велија, некако го постувате ли? Да ви кажам право, од затворањето, пошто кога затворија беше со мене во моментот, летоска прв пат отидов да го видам во затвор, го посетив. Едноставно ми беше жал и додам да го гледам. Знам дека е тоа тешко, но кога го видов летоска, ми изгледаше така добро, во добра кондиција, но би се навратил на нешто полошо. Не, Велија во прашање, нема проблем, ајде. Ние машките можеме да издржиме, и сега нека ме затворите, седам, па машки сме, ајде, и за све, и за ратовање, и за затвори, викат за мажите. Но, кога гледам неговата ќерка, која што има 2 мали деца, кои веќе пораснете се, веќе 4 години, и 4 години седи таму, за 4 години, само еден викенд, сабота и недела да се пушти, а криминалци кои што имале убиства извршено ги пуштаат секој викенд или барем еднаш месечно, а не таа е пуштена дома само еден викенд во 4 години. Како живеат децата тоа? Па тоа е проблемот. Децата, значи, тие деца мали, 2-3 години имаше немалото растат, реално мислам нити крива, нити должна е ќерка му на Велија, таа нити потпишуваше, нити ништо, тога се врати од Турција. Значи, ето тоа се уште притисоци кои што се прави на таа фамилија. И тоа е жалосно. Значи, и ако направил некој грешка, па дајде, ако може сите да излегуваат на викенд, па дај дозволи барем на жените. Во еден период помагавте на еден, многу луѓе викаат ако се сменат нештата дека еден повторно ќе се отвори. Мислите ли дека еден повторно ќе се отвори? Па ајден мора да се отвори повторно. Таква телевизија е потребна на Македонија, мислам да имате реално, јас се не сакам да зборувам ево ни политички нито ништо, ево за бизнис зборувам и за штетите што се направени. Али ако вие ги гледате некои телевизии кои што се непровладени, може, секоја телевизија може да биде и од таде, али овие 2-3 телевизии се па скроз како се да се политички телевизии. Иако морам да напоменам дека во тој момент 2010 година и во изборите во 2011, мислам дека и вие бевте таму. И вие малку ја претеравте, бевте скороз отидени на една страна. Мислам, што не е добро и то. Ајден треба се врати, но ајден да се врати како што беше многу порано.
Некако да се врати па да биде 2009-2010. така е. Значи да таква треба да се врати. Ви благодарам што сте гости во студио на Нова. Благодарам.